Добро утро, добар ден, добродојдовте во училница. Јас сум Васко Ѓорѓовски, наставник по физичко и здравствено образование при Основното општинско училиште Никола Јонков Вапцаров Струмица. На денешниот час ќе зборуваме за една од најважните психомоторни способности, а тоа е координацијата на телото во простор. Денешниот час, за разлика од часовите кога се изведуваат во училишни услови, малку ќе се разликува, но ќе се потрудиме да ви го доловиме за ваша што по-лесна и по-ефективна изведба. Како што знаете, секој час по ФЗО се состои од 3 дела. И тоа имаме воведен дел, главен дел и завршен дел од часот. Најнапред ќе започнеме со вовед, односно ќе дадеме дефиниција што е тоа координација на телото во простор. Пред да започнеме да се занимаваме рекреативно со некоја спортска активност, треба да имаме информации за своите капацитети, односно за тоа што може да очекуваме од активноста која ќе избереме, но и за тоа како телото ќе се однесува за време на вежбањето или по него. Најчесто трошиме време и енергија, а не знаеме низ кои процеси поминуваат телото и умот. Интересно е да осознаеме каков интензитет на оптоварување, од кои енергетски депоа телото црпи гориво за активноста која што сме ја избрали. Токму за тоа ќе дадеме информации за овој текст кој бар малку ќе го приближи процесот на вежбањето кај почетниците, па може би ќе ви помогне да најдете, да знаете што да очекувате од вежбањето, а не едноставно да го измориме телото и на следното вежбање да гледаме со недоверба. Дефиниција за координација на телото во простор или координацијска способност може да се каже на следниот начин. Координацијата е можност за извршување на низ движења кои напречно и прецизно се изведуваат во повеќе наврати. Ова може да вклучи сетила, мускули, контракции и брзи движења на зглобовите. На оваа слика гледаме како 20 ученици изведуваат различни вежби за координација. Во овој случај ученикот лево прескокнува повисоко, односно потешки пречки, додека ученикот десно се движи по подлогата. За секоја активност се бара можност и агилност, координација на нашите екстремитети и да се постигне успешен резултат, и тоа на прости движења како одењето, каде што имаме по-едноставна координацијска способност, и посложени движења кои што се потребни во сите спортови, а како например кои што гледате на сликата е атлетската дисциплина скок со стап, бидејќи овде се потребни 4 фази за разлика од одењето. Тоа прво имаме залет, одскок, фаза на лет и фаза на доскок. Успешноста на спортистот е во директна зависност од координацијата, односно ученикот. Совладувањето на сите техничко-тактички задачи е многу полесно и поефикасно доколку ученикот поседува добра координација. Ова способност кај учениците треба да се развива уште од најраната возраст. Во текот на часот треба да бидат застапени сите вежби, односно повеќе вежби за координација. Тие треба да бидат реализирани на разновидни начини и да се изведуваат во различни услови, на намален простор, со или без пречки, како што може да видите на видеото десно. Координацијата кај учениците представува способност да се исполни зададена движечка задача без или со топка, со или без одбрана, која бара соработка на повеќе делови на телото без ментални тензии и грешки, со минимално напрегание. Координацијата кај учениците може да се опише како способност за изведување на едноставни или сложени комплексни движења, учење на нови движења или брзи измени едно со друго движење со или без топка, без или во присуство на одбранбен играч на ограничен простор кај спортовите со топка. Координацијата се состои од повеќе компоненти. Најзастапени се ритмичност, рамнотежа, способност за рекреација, ориентација во простор, адекватно движење и синхронизација на движењата во единица време.
Координацията е поделена на обща координация и специфична координация. Развиването на общата координация е основен предуслов за непречен развой на специфичната координация. Сепкупниот развој на ученикот во подоснежниот тренажен процес, односно вежбањето на часот, зависи од развивањето и подобрувањето на општата координација, односно од изложеноста на повеќе наменски насочени координацијски вежби во текот на детството и на адолесценцијата. Специфичната координација му возможува на ученикот подобро, побрзо, попрецизно и лесно изведување на комплексните техничко-тактички структури за краток временски период и во различни услови. Цели на часот за координација. Имаме развој на нервно-мускулните моторички системи, подигнување на нивните функции, контрола на движењето, адекватно прилагодување на променливи ситуации, учење и стабилизација на нови вештини и на крај автоматизација на движењата. Вежбањето треба да бидат соодветни со нивото на биолошкиот развој, на интелектуалниот капацитет и на моторичките способности на ученикот. Тие треба постојано да се унапредуваат, да се усложнуваат и да се менуваат. На почетокот треба да се научи специјалната просторна форма на движење, потоа се учи изведување на движењето со зададена брзина, ритам или темпо и на крај се учи изведување на движењето во отежнати или во изменети услови. Просторната и временската усогласеност со оптималната динамика, која е најчесто изразена со промена на насока на движењето, почетна положба, завршна положба, зголемувањето на обемот на движењето и лимитирањето на времето за изведба на движењето. Координацијските вежби бараат најголемо ниво на концентрација, бидејќи имаат големи побарувања од нервниот систем. Дејствуваат исцрпувачки на нервниот систем, што предизвикува побрз замор. Најдобро време, односно затоа ќе ви дадеме препораки изведувањето на координацијските вежби да се реализираат по завршувањето на загревањето или на почетокот на главниот дел од часот. Користењето на методот на повторување. Сите помали категории на спортисти на секој тренинг треба да работат 15 до 20 минути вежба за координација. Вежбите треба да се изберат според индивидуалните способности и спортскиот потенцијал на ученикот. Ориентацијата во просторот е способност за контрола на положбата на сопственото тело или делови на телото во просторот. Овие способности најдобро се развиваат во сензитивните фази, односно на возраст од 12 до 14 години. На оваа слика гледате примери или реквизити кои што можете да ги користите за развој на координацијата. Синхронизацијата на движењето во време се усовршува со вежби кои содржат две или повеќе движења на телото, а не се меѓусебно поврзани, каде може да се видат во наредниот слайд. На првото видео имаме скип во место или отскокнување на лева и десна страна, каде продолжува со прескокнување на топка и на крај брзо поминување преку конуси. На второто видео имаме скип во место со високи подигнати колена, потоа координативно движење меѓу конуси. И на другите две видеа може да видите координативни движења на телото со топка. На крај, една голема благодарност до нашата ученичка Теона Галабовска од 7 еден, која што беше презентер на сите овие денешни вежби, која што важи за еден многу напреден спортист и посекуваме многу успех во нејзиниот понатамошен развој. Ова беше се за денешниот час. Се надевам дека ви се допадна презентацијата. До гледање, се гледаме во некоја друга прилика.